Со блокада на Стопанската комара, Сојузот на синдикати на Македонија продолжи со протестите за повисок минималец и плати на работниците. Според Трендафилов, нивната понуда за договор со работодавачите ја одбиле и затоа. Следниот пат нема да доаѓаме со понуда. Следниот пат ќе дојдеме со генерален штрајк кој ќе ги чини нив многу повеќе од нашите работнички плати. Само еден ден затварање на компаниите, затварање на институциите и затварање на државата ќе ја чини многу повеќе од целогодишно зголемување на работничките плати, односно државата ќе ја чини многу повеќе од тоа што може да го направи сега, да прифати, да ги покрие при донесата задолжително социјално осигурување. Доколку овие протести не донесат резултат во корист на работниците, Трендафилов најави генерален штрајк. Ќе организираме уште еден голем работнички протест во неработен ден, со организиран превоз за работници, за да дадеме шанса на секој еден работник да ни се придружи, затоа што ги слушаат политичарите, ги слушаат газдите како изминатите денови зборуваат дека нема да се договараат со работниците, а работниците сами да се договараат. Во тој случај ќе ги повикаме сите работници на улица, ние работниците да се договориме какви плати ќе имаат функционерите и во која насока ќе им ги развиваме бизнисите во приватниот сектор. За премиерот Христијан Мицковски протестот има политичка позадина инструирана од опозицијата. Ова што денеска представува има политичка позадина, инструирано и мотивирано и инспирирано од страна на опозицијата, а Слободан Трендафилов е само прокси, а тоа ќе го видат и граѓаните од она кое што ние го поседуваме, а мислам дека заслужува јавноста да види кои се лицата кои што блокираат и каква врска имаат тие со политичките партии од опозицијата. Мицковски уште еднаш потсети дека покачување на минималецот ќе има, но согласно закон. Она кое што може владата да го направи е да ги искористи законските механизми и сега ќе бидат платите нивелирани, односно ќе биде покачена минималната плата согласно законот. А како работодавач, владата се договори со своите колеги и речиси со 99% од вработените, кои што се наши колеги, ние имаме колективни договори до 2028 година. Следниот протест синдикалците го најавија за во вторник, кога, како што рекоа, ќе ја блокираат работата на владата.